второто прашање, ние сакам да ги опишем катастрофалните услови во Кочанската болница, во која што моментално имаме околу 38 пациенти кои што секојдневно идат на преврски и околу 46 пациенти кои што секојдневно идат на физикална терапија. Прво и основно, санитаријата таму не е реновирана од 70-тите години. Значи имаме мијалници стари над 50 години. Понатаму, пациентите сведочеа дека само една докторка е дежурна, иако тоа беше демонтирано од директорот на Фондот за здравство Клековски дека наводно се две. Значи имаме хроничен недостаток на кадар. Второ, ни фалат медицински сестри. Најпотребен кадар во моментов е медицински сестри. Медицинските сестри од Кочанската болница не се ни приближно доволно. Понатаму, покажувањето на лекарите од самата Кочанска болница, потребни се минимум уште 2 тима за физикална терапија. Моментално имаме само еден тим со 6 луѓе, кои што не може сите овие 46 луѓе кои што идат секојдневно на физикална терапија да им ја пружи соодветната нега. Понатаму имаме еден специјален третман, PRP третман, кој што се прави значи со крвна плазма. Таму имаме околу 16 пациенти кои што секојдневно патуваат од Кочани во Скопје. Значи тука зборуваме за пациенти со тешки изгореници. Најголем дел од нив не смеат да излегуваат воопшто на сонце, значи тие мора да патуваат во сред ноќ, па потоа седат во чекални во Скопје. За случајно ако не дојдат на ред, ако ги фати ден, треба да чекаат цел ден за повторно да се враќаат назад во ноќ. И згора на се не идат тие сами, затоа што најголем дел од нив не може да ги користат ни рацете и практично мора да патуваат со своите родители или со помошници. Наместо ова малтретирање, тој третман треба да се бара можност, тој третман да се префрли во Кочани, кој што не е до толку комплициран, значи да се префрли во Кочани за да не го трпат тие 16 пациенти тоа малтретирање. Понатаму сами пациентите сведочат дека сами си купуваат креми. Лепенките за тешки изгореници се набавуваат само од донации. Зборуваме за лепенки по 20, 30 до 50 евра, до 100 евра. Значи срамно е, ниједна лепенка фактички не е обезбедена од парите од владата. Понатаму, компресивни ракавици и компресивна облека исто е набавена само од донации. Немаме воопшто набавено компресивна облека од владата. Понатаму, единствената хипербарна комора е исто набавена од донации, која што не е ставена во служба. Зошто? Затоа што немаме кадар и ни е кажано дека моментално тој кадар е на обука. Понатаму, двете маси за физикална терапија во Центарот за физикална терапија во Кочани се исто донации. Значи ние немаме ни масите за физикална терапија не се од владата. Нема медицински кади, медицинските кади значи во Кочанската болница се несоодветни и медицинскиот персонал значи за лечење користи кофи буквално како замена. Надвор од тоа имаме уште две многу комплицирани ситуации. Едната е што приватните болници кои што толку многу се фалеа дека биле општествено одговорни компании и дека наводно тие без пари ќе ги лечат пациентите кои што кај нив ќе се пријават од Кочани, тоа го направиле само на почетокот и буквално сега веќе не примаат пациенти кои што не можеле да добијат соодветната здравствена услуга значи во државниот здравствен систем, побарале помош во приватните болници, кај што им било кажано дека за една преврска ќе им бидат наплатени дури 300 евра. И сега доаѓам до еден исто многу голем проблем, најголем број од родителите на засегнатите, значи на пациентите од Кочани, од несреќата од Кочани, се останати без работа. Дел имаат сами дадено откази да се грижат за своите деца, а дел заради секојдневната деноноќна грижа за своите деца буквално се избркани од работа. И ден денес немаме денар помош за да се санира таа ситуација. Во некои фамилии двата родители се без работа. Значи оваа влада имаше 2 месеци да се организира. Имавме 116 значи пациенти кои што се лекува во странските клиники. Ние мораше да знаеме, ние знаевме дека тие пациенти кога тогаш ќе дојдат тука и ќе треба да се продолжи нивното лекување. Ние целата ситуација која што јас ја опиша во Кочанската болница не ја саниравме нас, ние можевме, имавме 2,5 месеци, значи нема изговор за оваква катастрофална ситуација во Кочанската болница. Од владата ние добивме, значи што добивме? Добивме освен тие
смешни пола милион евра пари, добивме панел дискусија, Кочани е нашиот приоритет, иако Кочани не е вашиот приоритет. Реално, каде што се кажа две битни работи, едната е дека центарот во Пониква ќе биде рехабилитационен центар, тука просто постава прашањето колку е соодветен тој центар за рехабилитација, и второ, го нудите првично, ајде да кажеме првично, само на 2 месеци и 10 дена, од 10 јуни до 20 август, иако стручњаци, посебно од Бугарија, имат изјавено дека за вакви слични трауми, за вакви слични повреди, рехабилитацијата треба да трае дури до 2 години. Значи, тука мириса на ситуација дека ќе го отвориме тој центар, максимално брзо да ќе го затвориме, ама битно некаде ќе пишува дека сме имале центар за рехабилитација. И понатаму, директорот на Фондот за здравство Клековски изјави дека Македонија имала капацитет да се справи, значи, со третманот и рехабилитацијата на пациентите и дека сме правеле максимум, кај што тој одговорно тврдел дека правиме се што можеме. Јас, опишувајќи претходната ситуација во Кочанската болница, јасно е дека не правиме ни приближно тоа што можеме. Значи, јас, вице-премиере, го поставам прашањето до вас, дали вие, како влада, ќе се заложите за целосна реорганизација на Кочанската болница, бидејќи уште има време, може да се набават кади, може да се набават лепенки, може да се набави компресивни ракавици, не е као дека немаме 15.000 евра, 30-100.000 евра, значи уште може да се спремат тимови дополнителни, да се обезбедат дополнителен број на медицински сестри. Дали планирате да се заложите за целосна реорганизација на Кочанската болница, да се добијат